Се враќаме назад во утринската со денешната утринска тема. И тоа навистина изминатиот период сите некако бевме уплашени со информацијата дека имаме африканска чума кај свињите. Додуша не се прошири ни за цела Македонија, но во секој случај се запрашавме и какво свинско месо јадеме, што ќе се случува понатаму и какви превентивни мерки се разбира нашите власти превземаат или превзема што се несува до оваа африканска чума. И во најавата во утринската споменав дека нели во разговор со Бојан и договор за оваа емисија, она што највише не интересира, односно највеќе ги интересира гледачите, дека не е опасна по јавното здравје кај луѓето и дека и месото доколку се подготви, односно нели испече, свари и тоа не е опасно доколку се конзумира. Но сите стравови, дилеми ќе ги решиме овде, а и во секој случај на оваа тема ќе зборувам со Бојан Георгиевски од Сдруженијето на одгледувачите на свињи во Македонија, Македонско прасе. Добре ни дојде. Пред се ви благодарам за поканата да бидам ваш гостин во емисијата. Сакам да ви изразам една благодарност во името на сите фармери, што ќе имаме шанса денеска да ги презентираме сите проблеми и каква е моменталната ситуација во свињарството и со која се соочуваме. Па веднаш да почнеме на таа тема. Моменталната ситуација со свињарството во Македонија. Општо, па после со чумата. Пред се, јас би почнал да кажам околу 2-3 збора колку значи оваа гранка за целото општество и државата, дека беше една од најздравите и најстабилните гранки, гранка која беше во раст и подем, значи се уште имаше простор да се напредува, кое пред, да кажеме, катапулт. Поточно ни се заканува колапс голем, бидејќи капак на се беше афричката свинска чума, значи од оваа работа директно или индиректно екзистираат околу 30 до 40.000 луѓе во Македонија. Значи не е само фармерите, него тука се вклучени и ветеринарите, и веледрогериите, и премикс фирмите што увезуваат, месната индустрија, преработувачка индустрија, транспортот, полјоделството и така понатака. Оваа гранка е градена со многу пот, труд и макотрпно. Двигател на целата работа беше младиот човек кој просечните години изнесува околу 38 години на луѓето што ја работеа оваа гранка, за разлика од другите сточарски гранки како краварство и живинарство. Пред се ја би почнал со првиот проблем и главен што го имаме, а тоа е скапата храна. Значи моментално житарицата по последните цени иде 18 денари јачмен, 18 денари пченко, 19 денари пченица и 37 соја. Тоа е во глобала направена една мала математика, еден товеник чини околу 10.500 денари, а ние за него добиваме 9.000 денари плюс субвенција 1.000 денари, значи ние веќе идеме во голема загуба. И стварно е нерентабилно и исплатливо. За жал, од друга страна се појави проблем што оваа година и 90% од нашето жито се извезе за Грција и ние моментално зависиме од увозот во Србија. Поточно, колку ќе ни диктираат таму, толку ние ќе го купиме тука. Исто така голем проблем за фармерите е што 90% од сите свињарски фарми во држава, без разлика големи, мали и средни, работиме на купена храна, значи немаме наше земјиште и не обработуваме. И тоа е стварно проблем што треба да се реши. И кој што ја крива цената, односно, нели? Јасно, зависиш во секое време, зависиш од откупната цена на берза колку е. Второто исто така настрана од храната се увозните прасиња. Увозните прасиња, значи имаме увозни прасиња од европските цени што доаѓаат по дампинг, поточно багателни цени, што ние ни со најдобрата генетика и најефтината храна тоа не би можеле да го постигнеме. Како им се исплати по тие дампинг цени да го продаваат?
дали Европа дава дополнителни Или какво субвенции, месо се увезува за да тоа биде се по мали дампинг цени? прасиња, да. Лошата работа е значи што тие прасиња доаѓаат во периоди каде што и нашите свињи стигаат и тука се прави една нерамнотежа на пазарот. Значи ние веќе 3 години апелираме на тоа државата или да им ги скине субвенциите, или да им стави некоја акциза, бидејќи самиот овој процес и систем не тера ние да ги исчистиме маториците поточно, мајките да ги тргнеме и ние да бидеме зависни од тие увозни праси. Значи поднесовме исто така приговори, но бевме одбиени и Слободно, за да ги опфатиме сите проблематики, верувам имаш и јасно е, ќе ви кажам имаме концепт, исто така ја би напоменал на пример еве прост пример, прасето увозно стига во Македонија 25 кила за 25 евро, додека тоа прасе нас не кошта 25 кила да го произведеме околу 60 евра. Значи нема никаква баш она јасно. И третото најглавно што е, тоа е смрзнатото месо. Оваа година ние како производители ја изгубивме битката. Поточно им се дозволи на преработувачките индустрии 50% од преработувачките капацитети да не плаќаат акциза, царина, маржа, како и да го кажете, за преработка на смрзнатото месо, а каде тоа месо оди во дали освен во преработка оди на друго место, треба да ги прашаме надлежни. Значи тука заклучуваме дека ние немаме никаков механизам на одбрана на домашниот производ и дека статистички се намалува бројот на одгледувачи? Па веќе е почнат. Ќе ви кажам пример за разлика од нашата држава која на пример 5 години немаме никаков новитет во свињарството, немаме никаква помош, не бевме опфатени од ковид мерките, за разлика од нас соседните држави како на пример Србија вчера им ја укина акцизата за увоз на азотното ѓубриво кое е основица за прихрана на житарицата во пролет. Значи Хрватска во екот на корона додели 500 евра по маторица плюс. Бугарија исто така ја зголеми субвенцијата. Значи само кај нас нема никаков новитет. Потоа што немаме детален план за раст и развиток на свињарството. Субвенциите, мислам, пак проблемите се воочливи кога тогаш мора да излезат на виделина. Субвенциите законски требаше да ги добиеме до 31 јуни, ние ги добивме во октомври. Целата печалка, поточно народски кажано, ќарот е да се земе во жетва, каде житото е поевтино и тука да направиш сума сумарус. Сега, ако владата е на зборот дека е настроена патриотски према својот народ и земјоделците, сега е право време да се покаже и да ни помогне да обстанеме. Зависно какви механизми ќе отвори. Дали ќе ги отвори државните резерви, поточно стоковните што се за жито, дали ќе почне да ни ги прифаќа предлозите што ги бараме на уморно 5 години, оставаме на нејз. Значи, почнувајќи од зголемената субвенции предадени од Товеник во кланица, пак ние дадовме некои си таму правци во кои треба да се движиме. Мислам дека е редно време да се интервенира на ова наше поле пред да биде веќе касно. А на сето ова што го наброја, бога ми е обемно како проблем кој што го имаат одгледувачите на свињи во Македонија,
капа на се што викаме народски е и свинската чума која што се појави во држава. Додуша сега за сега мислам дека е контролирана барем според сите оние информации кои што нели во медиумите се појавија. Ти ќе ми појасниш малку повеќе детали. Од каде се појави свинската чума? Знам дека преди известно време, неколку месеци имаше во соседна Бугарија, не е валда дека од таму после извесен период дојде со оглед на тоа дека Делчевскиот реон беше зафатен, или има некакви други сознанија? Пред да почнем со темата, јас би сакал да дадам еден апел. Народот да продолжи да конзумира свежо домашно македонско месо, да не се плаши, да не чита некои лажни вести, поточно нели на медиумите се од кога се појави тоа, сите гледаат да стигнат до некаков си публицитет, додека не знаат какви би можеле да бидат последиците. Добро. И веќе имаме проблем во тој дел, што дел од народот е исплашен, имаме веќе... Се намали побарувачката? Намалена е побарувачката бајаги. Бајаги е намалена побарувачката. Добро, ајде, јас апелирав и во самата најава, нели, од разговорот и оние информации кои што ми ги даде ти, свинската чума како таква не е опасна за луѓето, така? Значи не е зооноз. Луѓето не може да заболат од неја, она предизвикува само штети на сточниот фонд. Добро. Значи економски штети во тој дел. Така. И после тоа... А што се несу до месото? Месото е здраво за јадење, значи слободно. Треба ли да се обработи термички или ако се изеде? Слободно, додека нема потреба од никаква обработка, ни термички, ни ништо. Мислам, правиме муабет за здрава свиња. Добро. Така? Додека кај заразените Збориме тоа за иде заразените, не дај Боже, во нели? сточни јами иде тоа, значи не се конзумира вакво. Болеста, значи ја би кажал дека е една широко распространета контагиозна вирусна, која како би кажал, ни доаѓа од една група на вируси од родот на Асфавиридае, која е многу подмукла, заразна и фатална за сточниот фонд. Значи не постои вакцина или терапија. Ние бевме едните од ретките држави кои што беше примери за Европа и за светот дека немаше појава на африканска свинска чума. Мислам дека тука значи не требаше да си го дозволиме ова е институционална грешка поради нивната некоординираност, неажурност и несериозност дојде до ова. Знаат дека ќе дое од Бугарија, тој источен прстен таму, значи околу пограничниот премин требаше скроз да се затвори. Мада сега колку не е прво убаво и хумано према некого да го покажуваме прстот, него треба сите заедно да превземеме кај нас, не е само да се бара виновникот. Бугарите верувам дека си реагираа на време и дека успеа да ги уништат тие заболени свињи и диви свињи кои што беа во тој дел, така? Према нашата граница или... Да, генерално во Бугарија, значи оно... Па Бугарија уште диве последното што беше дека видите болеста е толку превземаат тие нешто, верувам. Болеста кај нив е толку навлезе што до се уништи околу 300.000 свиња. Ние се на државно ниво имаме производство на околу 200.000 свиња. Значи ако не се свати доволно сериозно работата, мислам дека ќе колабираме во многу брзо време. Видете, прашање на време беше само кога и од каде ќе влезе, бидејќи кај сите соседи се појави и Србија, и Грција, и Бугарија, и Албанија, и прашање на време беше кога ќе се појави. Што превземавме ние? И дали доволно превземавме? Слушнавме нели за уништување на оние заболени фарми? Од аспект на средните и големите свињарски фарми применети се биосигурносни мерки на високо ниво, додека ние имаме проблем, например, со тие високоризични фарми. И не само во источниот дел, него на ниво на цела држава. Мислам дека АХВ тука треба да ги засука ракавите и малце да биде поригорозна.
бидејќи движечката машинерија на производство на свежо свинско месо во државата се средните и големите свињарски фарми, не се малите фамилиарни фарми со 2-3 моторици. Неофицијални информации имаме дека и од поширокиот круг, поточно не од 3 и од 10 километри, каде што свињите се одземени, хумано убиени, поточно и еутаназирани, мострите се негативни. Тоа дава некаква надеж дека ние би можеле вирусот да го локализираме. Додека од друга страна имаме една многу ниска самосвест при прогласена епидемија. Ние сме сведоци на интернет страните каде што се објавуваат и продаваат прасиња и свињи од високоризични фарми. Моментално има забрана за движење. Поточно движењето е ограничено само према кланиците. Сертификати се издаваат само за кланични свињи. И пак ќе кажам дека треба малце поише институциите да се ангажираат околу оваа работа, да не биде прекасно и... Што со Бојан дивите свињи? Ајде, нели во фармите можат, како што кажа, хумано да се уништат, да се спречи нели ширењето. Дивите свињи кои што Видите, болеста е... многу тешко може прво да се лоцираат, потоа да се... Немаме ни мониторинг за нив. А исто така се нели преносители, исто така заболуваат. Немаме прво мониторинг за нив, ама на ниво на цела Европа нивниот број е зголемен за 30 до 40%. Зошто? Зошто влегува во циклус премногу брзо, отпорна е на болести. Добро. Има ли дозвола за ловење, да речеме, на... Па сега завршува ловната сезона, ама ние поднесовме приговор да продолжи сезоната, бидејќи моментално она е главен извор, поточно вектор на ширење на заразата. Ние имавме информации, мислам, болеста не ни е толку позната, имаме само сознание од соседните држави што е како е. Би напоменал дека порано имавме информација дека се пренесува само преку дивата свиња, додека сега имаме информација дека може да се пренесе преку фекалии во храната и водата, преку други животни, преку контаминирана облека и баш е веќе знаете како чим... Значи епидемија нешто слично на ковидот кај луѓето? Јасно, не постои ни вакцина ни терапија. Светот веќе работи бајаги време, ама нема ништо до сега. Добро, кажи ми, каква е соработката меѓу оние кои што се одгледувачници, меѓусебно, дали има размена на информации, има ли убава соработка и вие како здружение, дали сите сте некако сложни и успевате да се изборите за сите потреби? Поради една цел, сузбивање на афричка свинска чума, двете најголеми здруженија Македонско прасе и Гицко се обединија. Значи, пак сме тука, пред себе изразил една благодарност и до ветеринарната комора, бидејќи ни стои на располагање како со информации и тоа е од наша страна. Јас пак би апелирал до сите совесни граѓани, пред се сточари и сопственици на свињи, значи да го подигнат нивото на биосигурносни мерки, кои што се, мислам дека се главен механизам за одбрана против болеста. Значи да бидат оградени фармите, да не се прима секого на фарма, да се ограничи движењето, да нема животни околу фарма и така. Исто овој апел треба да го од друга гледна точка и кај оние кои што конзумираат, нели си набавуваат свинско месо, верувам дека апелот ќе биде од проверени места да се купува, не по оние Facebook страни и да се внимава што се несува барем до набавката на месото, нели? Така апелираме. Исто така заборив да напоменам, значи пак фармерите меѓу себе разменуваат мислење и мило ми е што го подигаат знаењето на едно повисоко ниво. Значи
секоја информација е добре дојдена, секој ден ни пристигаат информации од теренот, како од фармерите, така од ветеринарните доктори, инспекторите и тоа е тоа. Да, успевате ли во вашата цел како македонско прасе, еве за крај? Ви се слушали проблемот и се она што нели сакате да го постигнете за подобри фарми, нели свињарство и производство на свинско месо во Македонија и да го вратиме на ниво кое што беше пред неколку години? Па сега за сега од барањата што ги имавме уште пред 2 години ништо не е исполнето, се надеваме дека во наредниот период веќе властите ќе почнат да не ги сослушуваат нашите барања и молби, да почнат да не ги исполнуваат. Има ли соработка со институциите? Па борете не е некоја на завидно ниво, ама знаете како во лошото тогаш сакале, леќе мора да се обедините, ама мислам дека ќе се продлабочи соработката, бидејќи пак на првиот браник се одгледувачите. Така е. Треба да не заштитат од секој може нагон. И мој совет, бидете малку погласни. Колку си погласен во државата и општото, нели можеш да делуваш малку повеќе. Еве со ова гостување исто следни понатаму, отворени како утринска и за оваа тема и се она што е нели поврзано и со свињарство и со овие проблеми и со свинската чума, ќе обработуваме и понатаму теми и нормално имаме простор за се она што сметате дека треба да го знае јавноста. Благодарам, Бојан. Ви благодарам. И на вас. Да се изборите со чумата, нели, и верувам дека нема да имате големи проблеми и дека, нели, сите овие проблеми полека, кои што ги напомена ти, ќе се решаваат во државата. Да се решаваат.